Здраво! Епидемијата на COVID-19 не натера сите да почнеме да работиме од дома и нашите деца го посетуваат училиштето онлайн и како еден од најчестите проблеми при оваа комуникација е квалитетот на микрофоните од уредите кои што ги користиме. Во ова видео ја се решив да ви го представам новиот микрофон од Saramonic Lavalier Micro, со чија што помош вие вашето аудио ќе го подобрите на многу поголемо ниво, а во секој случај микрофоните кои што на себе имаат кабел, освен што ви овозможуваат да ги избегнете оние интерференции и прекини кои што се јавуваат кај бежичните микрофони, секогаш после некој дожд или ако накиснете на терен, вие може да го искористите за да ги спружите намокрените чорапи, јалишта, капи, така да се исуши екипата и да продолжи да работи понатаму. Погледате го ова видео, во него ќе го споредам Lavalier Micro со микрофоните ја што ги користам и ќе ви кажам погодностите и лошите страни на него. Кликнете на претплата и пратете, не ќе биде забавно. Да видиме што се крие во кутијата. Многу е добро спакуван. Еве бубата, адаптерот, штипка, штрафцигерче и страйп. Овој микрофон има 6 метри кабел, што и повеќе од доволно за било кој филмаџија. Се една работа што ме нервира кај овој микрофон, тоа е што треба да имате штрафцигерче со вас цело време. За кога ќе сакате да смените батерија, да може да отштрафите. И сега замислите, вие сте некаде на терен и ви се потрошија батеријата и случајно имате резервна батерија со вас, ама го немате штрафцигерче. Батеријата што ја користи овој микрофон е LR44. Што ви рекле охриџани, ти идет да пукнеш. Оваа работа со батеријата и плюс штрафцигерчево, знам дека у пракса многу ќе ме нервира, на моменти ќе ви излуди, а тоа е бидејќи и мојот прв микрофон со кој што ги почнав моите видеа е Audio-Technica ATR 3350, кој што за разлика од Saramonic немаше штрафцигерче, можете вие да го одвртите ова, но иако имам резервна батерија, во моментов не знам кај се наоѓа. Микрофонот е одличен, но тоа му е мана. Поради овие проблеми почнав да го користам микрофонот од Aputure A-Lav, кој што можете да го полните на вашиот полнач за мобилен, користи USB конекција. Едноставно само го приклучувате тука и го ставате полначот. И кога ќе светне зелено, знаете дека е полн. И пред секое снимање јас си ги полнев овие, меѓутоа во моментов ги нема во PixPlus за продажба, кога ќе ги има не знам. Така да би ви препорачал да си купите повеќе батерии и да си ги ставите во неколку торбички доколку имате. Идеме понатаму, но секој микрофон е добар, колку што е добар звукот што ќе го добиеме од него. За да го испробам овој микрофон, ја ќе го користам мојот аудио рекордер Zoom H6. Нормално, за тестирање на квалитетот на звукот го користиме изданието од Марко Цепенков. Тест на микрофонот од Saramonic Lavalier Micro со 6 метра кабел. Лисицата Ежо и Крто. Ежо и Крто беа се завртачиле некојаш за да работат селска работа. Првиот пат ми беше зумот стаен на седмица и беше многу дисторзиран сигналот, што значи дека овој микрофон е доста осетлив. А сега го намалив на 5 и баш ме интересира како ќе излезе сето тоа. Сега го приклучив микрофонот директно во апаратот, за да видиме што ќе ни каже тамо. Немојте да заборавите да го наместите прекинувачот на сликичката од апаратот. Се наоѓам на отприлика 2,5 метра од апаратот со објектив од 50 мм на апарат со голем сензор. И како што може да видите, има доста кабел за да може да го направам интервјуто. Лисицата Ежо и Крто. Ежо и Крто беа се завртачиле некојаш за да работат селска работа. Ебре Крто, му рекол Лешко. Сега што да ватиме некоја работа? Тест број 3, кој што ќе го направам на мојот Samsung S9. Лисицата, петелот, гусакот и штркот. Кај што е била живеачката на една лисица, многу била запашкана од луѓето, што не можела да си најде ништо да касни. Можам да кажам дека овој микрофон е со одличен квалитет и може да го препорачам на сите корисници на кои што им треба микрофон, а се ограничени со буџет. Единствена мана е тоа што немојте да си го заборавите штрафцигерчето и носете повеќе батерии со вас, односно ако имате повеќе торби, купете 3-4 батерии и ставете ги во малицките џепчиња,
бидејќи според Марфи најмногу кога ќе ви треба, може да ви откаже батеријата. Ова е една фора која што ја користам јас често, ако имате мајца на прерамки вие или вашиот гостин или гостинка. Гостинката нормално ќе ја замолите сама да го намести микрофонот на маицата или на градникот, а гостинот исто може сам да си го намести, пошто овие времиња се сега чудни. Еве како изгледа тоа. Не губите ништо од квалитетот, можеби ако прави вака ќе има шум, меѓутоа изгледа поелегантно и доста попрофесионално и сте ќе се чудат од каде се снимил звукот.